специфична иницијатива која што е отпочната во општината на иницијатива на граѓаните, имено со имплементација на Законот за инклузија на деца со посебни потреби во нормалното образование, во нормалниот тек на образованието, се доведовме до опасност во општина Егуновци да биде затворен интернатот за деца со посебни потреби. Иницијативата опфаќа преименување на стариот дом за деца со специјални потреби во градинка, во нова модерна градинка која што ќе може да користат жителите на општина Егуновци. Во ова иницијатива, покрај проактива, вклучена е и бизнис секторот на општина Егуновци, вклучена е локалната самоуправа, вклучен е сојузот на жени и морам да кажам дека во огромно учество зема и граѓаните на село Вратница, кои што со оно што они може да допринесат, тоа е работната рака, тие ги изведуваат активностите. Оваа градинка по имплементирањето на проектот би требало да користат покрај жителите на селото Вратница, би требало да ги користат жителите на селото Желино и на целокупниот овој крај, дури и од соседната општина Теарце, децата да може да престојуваат во новоотворената градинка. Целта на проектот е да се заштедат емисиите на стакленички гасови од објектите, имено да се намалат трошоците за енергенци. За таа цел преземавме неколку активности во објектите. Значи имаме интервенции на осветлувањето, исто така имаме интервенции на грените системи, интервенции на прозорците, односно изолирање на прозорците и именување на искашеното стакло. Покрај овие објекти работиме и на уличното осветлување, каде што во досегашното имплементирање на проектот, тоа е од 2006 година во март, имаме извршена интервенција на уличното осветлување во 5 села во општината. Проактива кај нас во општина Егуновци работи веќе подолг временски период, помага, значи во изградбата, во училиштата во општината, во основното училиште Симче Настовски Вратница. Проактива ни помогна околу нашата иницијатива за изградба на градинка. Ние планираме во склоп на училиштето да формираме една градинка која што сега моментално е во тек на формирање, значи прво да ја завршиме инфраструктурата. Проактива ни донираше прозори од аспект на тоа да топлински значи да заштедиме на топлинска енергија, исто така изврши некоја санација на останатиот дел од прозорите, значи ни помогна секаде каде што може. Ние сме многу благодарни на оваа организација и веруваме дека соработката ќе продолжи понатаму. Покрај техничката компонента на проектот,
проектот има и своја едукациона компонента со цел да создадеме некаква одржливост на нашите активности по завршувањето на проектот. Основен носител на едукативната компонента тоа е СПАРЕ програмата, која што се води од норвешките Friends of the Earth, а се спроведува во 16 држави ширум Европа. Проактива е носителот на проектот за Македонија. Во рамките на едукативната компонента е произведен еден прирачник за професорите и учениците за енергетска ефикасност. Исто така произведени се едукативни постери кои што ги имаме добиено постерство на Агринет мрежата, кои што се преведени на македонски, на албански и на ромски јазик. Едукативната компонента како главна цел има да создаде одржливост на активностите по завршувањето на проектот. Секако во иднина планираме да се обратиме до Заводот за унапредување на образованието, како би можело сите овие алатки кои што ги имаме произведено во рамките на проектот да бидат внесени како дополнителна алатка во образовниот процес во Македонија. Знаеме дека енергијата е еден од најфиктивните поеми и најапстрактните поеми во физика. Дури универзитетските професори е многу тешко да ја објаснат кратко, а може да замислите за деца од основно образование колку е тешко да го примат и да го разберат тој поем. Токму за таа цел ние имаме и оваа едукативна компонента на самиот проект. Успешноста на имплементирањето на активностите и дополнителните резултати кои што се добиени во првата фаза од проектот не охрабри проектот да го реплицираме во уште една општина во Македонија, каде што заклучно со декември 2007 година се започнати активности. За општина која што беше најпогодна од сите скопски општини, тоа е општината Шуто-Оризари, која што знаеме дека е најруралната и најсиромашната општина во склоп на градот Скопје. Токму заради тоа и едукативните материјали, како што кажав пред малку, се преведени и на ромски јазик. Јавната установа за деца, детската градинка Снежана, секако е благодарна на норвешката влада, на програмата за мали грантови, како и Проаква за оваа донација, во смисол дека ќе имаме навистина голема заштита во енергијата и со тоа ќе можеме да ги подобриме условите за престојот на децата во установата.